Судската администрација најавува штрајк поради неисплатени додатоци на плати. Председателот на УПО Стрпе Дејановски за Канал 5 вели дека револтот кај работниците е голем поради одлуката на Судскиот буџетски совет да не се исплатат додатоци на плата за вработените во судовите. Причината за тоа, како што вели Дејановски, е испразнетиот буџет заради тужбите што ги поднесуваат судиите за регрес за годишен одмор. Сепак, Дејановски не прецизираше кога точно судската администрација ќе прекине со работа. Најавниот прекин може да се одржи утре или наредните денови, се зависи од какви ќе бидат барањата на вработените. Во петокот имавме такви барања во неколку судови, бидејќи револтот на вработените е доста голем, поготово поради посебната одлуката на Судскиот буџетски совет да не се исплата додатоци на плата за вработените во судовите, од причина што веќе нема пари во судскиот буџет, бидејќи се исплатија средства по тужбите што ги поднесуваат судиите за регрес за годишен одмор. Мора утре да се скоординираме со нашите членови во синдикатот да видиме како ќе се одвија понатаму работата и каква организација ќе се направи, дали прекид на работа, дали штрајк. Дејановски вели и дека не е оптимист дека ќе се изнајде решение за проблемот со оглед на тоа што веќе подолго време вработените во судската администрација се жалат и на немање доволно кадар. Судскиот буџет од нашите информации што ги добивме во петокот е дека веќе нема средства. Вработените очекуваат додатоци на плата да добијат барем за овој крај месец во годината, бидејќи секој вработен во судовите работи извршува работни задачи за тројца или четворица, бидејќи има огромен недостаток на кадар. Тоа се изразува и во кај стручните соработници, и кај дактилографите, и кај референтите. Состојбата е стварно загрижувачка во судовите, нема вработување веќе 3 години наназад и наместо да судскиот буџет да биде за сите во судовите, судиите кои се членови на судскиот буџет се носат одлуки само за нив, парите од судскиот буџет ги делат само за нив. Доколку се случи, најавениот штрајк ќе значи одложување на судските процеси. Ова не е прв пат да има прекини на работата во судовите. Во минатото во неколку наврати се случуваше судската администрација да не работи. Во 2016 година штрајковите траеа околу 3 месеци и исто толку во 2023 година.